Наутичарите ги поздравија заложбите за уредување на градскиот кеј и модернизација на двете пристаништа, каде повеќе од 3 децении камен не е поместен. Согласно проектот кој е во изработка, пристаништата ќе функционираат како марина. Ова е чекор што одамна недостасуваше, велат наутичарите. Конечно ќе се стави крај на долгогодишниот хаос, несоодветната инфраструктура и импровизациите кои со години ја нарушуваа функционалноста на пристаништата. Луѓето одат на месечина, а ние во 21 век разговараме за основна наутичка инфраструктура. Во секој случај да, за поздравјање одлуката на Министерството за транспорт и врски за реновирање на пристаништата и за модернизација, значи да ги имаме основните, минималните основни технички услови за седрење на пловилата. Значи подобрување на наутичката инфраструктура, пубо е било каква да се почне од негдека, него ова пристаниште не е ова само и другото пристаниште што го имаме, што е направено во минатиот век. Во Бродскиот регистар на капетанијата има 3450 пловни објекти, бројка која варира, бидејќи се регистрираат нови пловила, а во израда се и 3 нови бродови. Пристаништето кое е старо 1 век нема капацитет за сите пловила, а згора на се, огромен проблем беше и точењето на горивото кое завршуваше во езерските води. Да, тоа стварно е еден голем проблем и тоа ќе ни реши многу проблеми, да речем, многу непријатности тука и нормално и ќе се заштити езерото, затоа што бевме приморани со канти да носиме досега и да туриваме во објектите. И сите не можеме да застанеме, пошто водостојот на езерото на лето паѓа, така да голем проблем е да видиш кај ќе застаниш. И некој мораме да одиме чак дори тамо на крајот на езерото за да можеме да застанеме. Министерот за транспорт и врски појасни дека малото пристаниште пред хотел Палас, кој сега пропаѓа, а ќе добие целосно нов лик, ќе се усидруваат едрилиците и малите пловила. Големото пристаниште, кое што ќе биде продолжено со уште еден крак, ќе биде резервирано за бродовите. Ќе има соодветни приклучоци за струја и еколошки начин за дотур на горива. За ова се разговарало и во седиштето на УНЕСКО во Париз. Можам со задоволство да кажам дека има расположение кај нив заеднички да работиме и да сите стандарди на УНЕСКО бидат постигнати со цел од една страна да се задржи статусот и да се унапреди, а од друга страна да имаме модерен кеј и да имаме пристаништа кои што обслужуваат потребите на 21 век. Приоритет е да се реши ова што го имаме сега, затоа што ја знаете состојбата со каналот, каде што сега се закотвени пловните објекти, која што е далеку од зачување на било каков еколошки стандард и далеку од зачување на било што е поврзано со езерото, заштита на водите и така натака. За месец и пол ќе биде готов проектот кој ќе биде испратен на увид во УНЕСКО. Градскиот кеј ќе добие нов лик и нов туристички импулс.